Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Еве денес цел ден расправаме за интерпелацијата на председателот на Комисијата за образование, наука и спорт, професор доктор Олга Најденовска. Причината за поднесување на оваа интерпелација е самоволното однесување и толкување на деловникот за работа на оваа собрание и Уставот на Република Македонија од страна на председателот на Комисијата за образование Олга Најденовска, која што се обиде да фалсификува гласање на пратениците, исто така да спроведе гласање на неколку амандмани, на кои што не беше овозможено да поднесувачите на амандманите да ги образложат истите, а исто така и на останатите пратеници да им даде можност да дебатираат по истите. Председателката на Комисијата за образование на 33-та седница грубо го прекрши деловникот за работа на оваа собрание, го погази Уставот на Република Македонија, ги урниса сите демократски вредности. Таа со своето самоволно однесување и насилие при работата на Комисијата се стави над законот, над Уставот и над деловникот за работа на собранието. 33-та седница на Комисијата за образование веќе има 39 продолженија. Председателката на Комисијата нема намера да се поправи и понатаму продолжува да ја води лошо Комисијата. Продолжува со лошата пракса на водење на оваа комисија. И затоа и понатаму продолжува да го крши деловникот и Уставот на Република Македонија. 2 месеци и повеќе председателката на Комисија за образование, наука и спорт ги навредува и ги омаловажува пратениците од опозицијата, велејќи дека тие се неписмени, неедуцирани, дека се предавници на Република Македонија, дека зборуват небулози, дека стварат хаос во работата на Комисијата, дека прават циркус во Комисијата. Господјо председателке, циркусот го правите токму вие, со вашето недолично однесување и со вашата неуспешност на водење на оваа комисија. Потоа, господјо председателке, во многу наврати во работата на оваа комисија кажувате дека ние од опозицијата сме доставиле недолични амандмани, неквалитетни амандмани, несреќни амандмани. А јас да ве прашам вас, како вие законот, предлог законот, што го донесовте? Дали тој е среќен, како што велите дека не се среќни нашите амандмани? Дали е квалитетен вашиот предлог закон? Квалитетен предлог закон кој што нема елаборат, кој што нема фискални импликации, кој што нема целосно експертиза или утврдена потреба за истиот, туку ви текна преку ноќ на еден необмислен начин да бидете послушник на власта, на партијата на која што припаѓате, преку ноќ сакавте на брзина, на еден шверцерски начин да протнете закон кој што не може така лесно да помине. Потоа, председателке на Комисијата за образование, наука и спорт, си дозволувате да го исклучувате микрофонот додека зборуваме ние пратениците од опозицијата, поготово на пратеничките од опозицијата. Со кое право вие си дозволувате со прст да ни покажувате и да ни велите да излеземе надвор од оваа собрание и таму да држиме митингашки говори и да сме раскажували приказни од улица?
Па правото на говор ни е загарантирано со Уставот на Република Македонија, госпоѓо председателке. Со кое право вие тоа ни го одзимате правото на збор? Кажувате постојано дека откако ние сме влегле во оваа собрание, постојано ние сме критикувале, сме се инателе. Ако не знаете, да ви кажам, госпоѓо председателке, оваа страна овде претениците се од опозицијата, па тие се коректор на власта. Што очекувавте вие, да ве фалиме, да бидеме соучесници на криминалното работење на оваа власт, да бидеме соучесници во носењето на срамните одлуки, да бидеме соучесници на криминалот кој што се случува во врхушката на ВМРО ДПМН изминативе 10 години. Не, госпоѓо председателке, ние вас не ве поддржуваме, го поддржуваме народот, граѓаните на Република Македонија, кои што изминатиот период и сега протестираат на улиците во сите градови во Република Македонија, кои што си ја барат правдата, слободата и мирот. Со тие граѓани заедно ќе ја поставиме државата на прави нозе. Ќе ја вратиме слободата, мирот и демократијата во државата. Потоа, во многу наврати си дозволувате да кажете одговорницата на секое продолжение во работата на комисијата. Цитирам: "Јас, како председател на Комисијата за образование, наука и спорт, ве поучувам." Завршен цитат. Која сте вие, председателке, нас, пратениците во оваа собрание, да не поучувате? Па вие не сте дојдени овде во оваа собрание во улога на поучувач. Вие сте дојдени овде како пратеник, избрана од народот, како што сме сите пратеници овде. Вие треба да бидете еднаква меѓу еднаквите. И вие ќе ги поучувате вашите студенти на факултетот од кој што доаѓате. Но ги жалам тешко на овие студенти што вие ги поучувате. 100 пати бидете председател не само на оваа комисија, и на друга комисија. Джаби вие, не ви вреди кога имате ваков однос кон претениците во оваа собрание од опозицијата. И кога кршите деловник за работа на оваа собрание, и кога кршите Устав на Република Македонија. Господјо председателке, во одговорот на вашата интерпелација кажувате дека сите седници на Комисијата за образование, наука и спорт се одвивале во една конструктивна атмосфера. А од друга страна велите дека во многу наврати имало обид за физички напад према вас. Значи сте контрадикторна. Еднаш велите имало, еднаш немало, човек не може крајот да ви фати. Вие сте само продолжена рака во извршување на наредбите на вашиот лидер Груевски, кое што е зацрни, запусти Македонија, ги запусти граѓаните на Република Македонија. 10 години ги осиромаши граѓаните на Република Македонија и го одзеде животот на граѓаните на Република Македонија. Затоа протестираат против неправдата што и се случува. Вие, госпоѓо председателке на Комисијата за образование, наука и спорт, можете и понатаму мирно да стоите пред вашиот лидер и да му реферирате до каде е стигната работата во Комисијата за образование, наука и спорт, до каде е со предлог законот за основање на нов државен универзитет Дамјан Груев. Колку сакајте реферирајте, ние повеќе нема да ви дозволиме вие така да не омалуважувате и да ни диктирате како ние да зборуваме и што ние да зборуваме. Вие ако имавте малку морал и достоинство, ќе си дадевте оставка од председател на Комисијата за образование, наука и спорт, а со тоа
ќе ја ослободивте и блокирањето на оваа комисија. Ути не е само да расправаме за поведување на нов универзитет. Во образованието имаме многу проблеми за кои што треба да зборуваме. Образованието во Република Македонија е на стаклени нози, во целосен колапс, благодарение на оваа политика што ја води оваа криминална власт. Но народот, граѓаните се тие кога ќе донесат прав суд, кога во Македонија на вистина ќе има правда и тогаш ќе има мир. Благодарам.